Истражувањето кое што го правиме во декември претходната година, направено во 25 училишта, од кои што 13 се основни, 12 средни училишта, покажа дека иако навидум безбедноста е добра во училиштата, учениците изразуваат чувство на несигурност, односно нивната безбедност се чувствуваат дека е нарушена. При тоа тука морам да го напоменам фактот дека само околу 29,6% од учениците изјавили чувство дека се чувствуваат безбедни. Остатокот, нивното чувство или нивните перцепции во врска со безбедноста е негативен. Новите трендови, тука ги вклучувам и физичкото и психичкото насилство и насилството кое што се случува на интернет или онлайн сайбер насилството. И цел тој пакет на насилство кој што ги обкружува децата во училиштето, ги прави да се чувствуваат несигурни. Аналитички гледано во период на пример на декември, дури 14% од децата изјавиле дека барем еднаш во текот на изминатиот месец биле жртва на некакво насилство. Ова го потврдува на нашиот народ дека насилството во училиштата значително е појава која што треба да се превенира, односно треба да се пристапи со барање на решенија за да оваа состојба биде надмината. Например, 36, односно 37% од учениците во текот на претходниот месец биле навредувани. Понатаму 27% од учениците биле исфрлени од друштвото или биле исфрлени кога формално или неформално биле вклучени во некаква игра. Ако го земеме овој процент, тоа значи дека 50% од учениците во училиштето се чувствуваат дека се отфрлени. Треба да се обезбеди посебна поддршка за учениците кои што се членови на ученичката заедница да работат со своите врсници на превенција на насилството. Тоа е прво. Второ, службите во училиштето мора дополнително да добијат обука за да развијат соодветни вештини, знаења или компетенции за да може да се справуваат со насилството во училиштето. И тука морам да го додадам фактот дека постојат училишта во кои што капацитетот, бројчаниот капацитет на службите е многу мал согласно бројот на ученици за да може да се посвети во поддршка во спречување или превенција на насилството во училиштето. Значи бројот на стручните служби е многу мал за да може да одговори на ова прашање. Кога ги прашуваме на училиштата дали вашето училиште има проблем со безбедност, тогаш училиштето одговара дека не, откања се супер. Кога ги прашуваме учениците, имаме сосема друга слика во која што апсолутно споредбено на тој дел кажува дека учениците она што се случува во училиштето пробуваат сами да го решаваат. И сега тука се најдуваме во крстосница во која што мораме прво да ја промениме свеста на наставниот кадар, на училиштата, на раководството и на службите, со кои што мора јасно да се справат со фактот дека безбедноста во училиштето е нарушена и дека нивното училиште мора да преземе нешто за да ги решава овие проблеми. Се додека имаме училиште кои што заради имиџот во средината ги заобиколуваат или ги изоставуваат овие факти или наводи, ќе имаме училиште во кои што учениците ќе се чувствуваат многу затворено. Нивната безбедност ќе биде нарушена, но тоа директно пак уште посочувам влијае на менталното здравје. Иницијатива потекнува од граѓански сектор, невладините организации, пример е нашиот проект кој што на долг рок во можеби наредните отприлика 9 или 10 години ќе работиме во училиштата. Таа иницијатива треба да биде поддржана и од институциите, земајќи во предвид дека дел од институциите и немаат институционални капацитети на последните трендови кои што се поврзани со младите. Па во таа насока и Бирото за развој на образованието треба да се вклучи многу пофункционално во делот на нивното делување во образованието и Министерството за образование исто така да пристапи кон посериозни чекори на заеднички пристапи поддршка на ваквите иницијативи или акции за намалување на безбедноста, намалување на високиот процент на небезбедни училишта.
Тука дополнително и како посленалка во целиот процес е државниот просветен инспекторат кој што треба да го се грижи за квалитетот на наставата и квалитетот на услугите кои што ги пружа училиштето. И тој еден пакет на институционален пристап кон решавање на проблемот може да доведе до некакво подобрување или може да ја промени ситуацијата. Се додека не се стави на ниво на високо ниво на приоритет насилството во училиштето, ние ќе имаме генерации кои што ќе претрпат силни ментални промени или ќе имаме нарушено ментално здравје кај учениците, кое што, пак викам дека не е направено заради тоа што институцијата влијае на насилство кон него, туку врсничкото, меѓусемејното насилство пренесува за да имаме нарушено ментално здравје помеѓу децата, односно помеѓу младите во училиштето.